До самото распишување на референдумот останува само уште еден чекор. Добрата вест која пристигна до нас од Собранието на Република Македонија е дека ни е уредна документацијата и нема од што да стравуваме дека истата ќе биде препратена до Уставен суд. Благодарение на издржливоста и упорноста на сите осуденици во сите 9 затвори, со штрајкот во глад, благодарение на нив, експресно во рок од 24 часа добивме позитивен одговор. Истата документација и одобрение утре ќе биде потврдена во двете комисии, каде што треба да бидеме присутни, јас како представник и нормално адвокатот кој што е задолжен за предлог законот, доколку утре после 14 часот до владата се препрати позитивно мислење од собрание, владата може, доколку сака, во рок од 1 час да ја извести ДИК дека може да започне распишување на референдум. Во законот не постои објаснување кој е рокот за одговор од страна на владата до Државна изборна комисија. Кога веќе не постои рок, затоа денеска сме сите овде, рокот да го побараме сами. Со самото испраќање на писмото даваме рок на владата, тоа утре ќе знаеме кога, значи ќе заврши комисијата, во рок од 24 часа. Доколку владата не одговори позитивно до ДИК, ние сме спремни, ова за почеток е одлична бројка, да ги блокираме улиците 24 часа со вашите превозни средства, камиони. Во тој случај нека размислат дали требат овие европски делегации кои што доаѓаат во Македонија да ја гледа таа слика, или да го скратува нашето граѓанско право. Никој нема право да скратува онаа што нас не следува. Ако го барат вашиот глас, имат право да го слушнат сега во овие моменти вашиот глас, вашето барање. Ке ви се обратам кратко, најмногу вие што сте овде семејства на осудениците, најмногу ја знаете нивната положба во затворите. Многу ве поздравуваат вашите чеда, иако поистрапената тортура и немањето соодветна амбулантска услуга, ги замолувам денеска да прекинат со штрајкот, бидејќи веќе ние сме собрани да го продолжиме патот за нив. Нивната борба со штрајкот се вроди со позитивен одговор. Денес овде не дојдовме поради тоа што сакавме, туку поради тоа што моравме. Се стремиме со години кон Европа, но со години како да не сакаме да влезиме во неа. Дојдовме да бараме нешто што не следува, не дојдовме да бараме нешто што е невозможно за граѓаните. Граѓаните на оваа иницијатива дојде до заклучок дека кај нас не постојат правила игра, правила на носење на закони и нивно спроведување. Цврсто сме решени своето барање и своето граѓанско право, како што кажав, да го добиеме во рок од 24 часа. Сакаме од власта да слушниме да, веднаш да дадат дозвола до ДИК за распишување на референдум за предлог закон за измени и дополнување на законот за амнестија. Денес на власта им се случува народ. Овие мајки, татковци, браќа, сестри и мали дечиња кои останаа беседен од своите родители, кои неправедно и наместено лежат без материјални докази, само врз основа на вербални докази добија големи пресуди. Истите денес дојдоа да се изборат за правото на ближните, да се изборат за нивната слобода. Сите во животот правиме грешки, па и оние што сме на слобода. Но затоа сите имаме право да ни се даде втора шанса, втор чекор за да се продолжи понатаму. Грешките представуваат извор на знаење и кога грешиш, постои можност да се ресоциализираш и социализираш во својот живот. Но дали можеш да останеш човек во затворските логори? Вие новинари, вие и вашето перо може да помогне во борбата за обесправените и да им поставите неколку прашања на политичарите. Без разлика на која политичка партија припаѓат, овде има луѓе од ВМРО, членови од ВМРО, од ДУИ,
од СДСМ, од сите политички партии. Ако во Македонија постојат 9 затвори, Идризово, Штип, Струмица, Гевгелија, Куманово, Тетово, Струмица и Битола, ако слушнете што внатре се случува позади тие мрачни затворски порти, би рекле дека таму и нормален да влезеш, ќе излезеш ненормален. Од здрав ќе излезеш полуздрав или веќе за пред вратите на установите во Бардовци или пред портите на Бутел.